Матеј Сирачев има само 8 години и е дел од првата илинденска конјаница која што денеска тргна кон Крушево од струмичкото село Радово. Неговите другари конјаници не се многу постари, едва и полнолетни момчиња кои со години сонувале да бидат дел од илинденското чествување. Ти беше ли убаво? Да. Беше тешко да се јава од Радово до Струмица? Не. Не. Коњот те слушаше ли? Да. Да. Си јавал претходно? Да. Вежбаше ли сега? Да. Како вежбаше? Може ли да ни кажеш? Кој ти помагаше? Како го спремаше конјот за јавање? Ќе го извадиш од плевната, од местото кај што е? После што правеше? После му ставам седло После? и тргнувам. Јававме 3-4 часа. Матеј ги испрати конјаниците до Струмица, каде положија цвеќе на спомениците на поранешниот председател Борис Трајковски и на споменикот на Гоце Делчев на градскиот плоштад. Оттаму тој се врати со родителите во Радово, а момчињата продолжуваат кон Бигорски, каде ќе се приклучат на Бигорската конјаница. Така, овие последните денови беше можеби најтешко, се подготвувавме секој ден со 3 до 4 часа јавање. Овие 2 дена коњите одмара за да имаат сила за да ја издржат оваа патека. Так најмладиот 8 годишен? Да, 8 годишниот Матеј Сирачев. Супер, каде што поминувавме низ сите села, имавме аплаузи од жителите на селата, каде ни посака убав мирен пат и да стигнеме во славното Крушево. Струмичките момчиња ќе ги транспортираат конјите со камион до Бигорски, а оттаму ќе јаваат следните денови до Крушево. Нивната желба е следната година да имаат побројна конјаница и сопствена рута од Радово до Крушево. Ѓурѓо напред оди, сестро напред оди, ѓурѓо твоје